Летото ни доаѓа, времето променливо, како нашата демократија ние стабилни како нашата економија. Добро вечер на сите од срце, колку и да ви има, затоа што ние ве сметаме за наши искрени пријатели, исто како што ги сметаме и нашите подржувачи. Минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, одлична е за кондиција, само треба да ја користите и да трчате слободно. Нашите партнери ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак. Оној јогурт кој е пробиотски е навистина феноменален и одличен за добра витка линија. Ги има на секаде нивните производи, слично како што ги има и вкусните меснати и собомеснати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн. Производите нари со кои секогаш ќе ви биде чисто околу вас, дезинфекција гарантираат, што е, сепак многу важно за здравјето на секој еден од нас и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во едно село Тимчевски, ако се посетите и се решите да вкусите дел од нивните надалеку прочуени специјалитети. Носам голема вест за сите мажи. Одлична вест. Голема вест. Докажано е. Со докази е докажано и потврдено. Оти најдолго живеат оние мажи кои повеќе пати се женеле. Затоа што на тој начин стекнале имунитет и повеќе никој ништо не им може. Што сака да е, и чуени и нечуени болести, паѓаат ничкум пред фактот оти тој преживеал, иако толку многу жени сменил. Тоа секако може да биде добра вест и за жените. Да, оти сега тие ќе бидат на цена. Па по ова вест ќе се случува нешто кое досега не било. За разлика од порано, сега мажите без принуда ќе бидат тие кои ќе сакаат да се женат. Ова секако е непознат факт за неженетите, нели? Тие, за жал, се уште вистински веруваат дека фотографиите што ги гледаат по социјалните мрежи, каде тој клечи, моли и чучи и ја бара за жена, е на доброволна основа. Па, вака јас да ви кажам, да си знаете сите неженети. Не е тоа поради неговата голема желба, тоа е поради тоа што е под влијание на штокхолмскиот синдром, грабнат и соживеан со својот грабнувач и немоќен. Така сам. Тој сам, а тие две женски нозе. Женските нозе се опасни, да знаете. Да, како две другарки, сложни се и секогаш заедно. Две другарки кои може да ги раздели само некој маж. Нас и вас не може никогаш и никој и ништо да не раздели, посебно не во следните 50 на минути. Седнете, гледајте, уживајте, оти ви гарантираме една забавна вечер со нашиот гостин, прошуениот комичар Бојан Белевски, а освен него и нас кои не сме толку многу за гледање, еве што уште ќе можете да видите. Стопирате ова згодна женска, да стопирате ука, чуеш, лав муабет, ама она паду, не свесите. Ама како ќе го фатиш дека е прилепчен на збитолченец или охригенец, кој ќе му речеш за број до 4, до 5. И така, 1, 2, 3... И се сконцентрира. 4. Обично е тој лик кој сака да направи све најдобро, ама ради разноразни фактори никад не го направи тој на начин на кој сака или планира да го направи. Кидемо до Грчко. Тој значи кидете у Доријан, како и сваку година што идете. Не, у Доријан идесме с прву жену. Са кидемо на море. Улаза маж дома, фаќа го жену за руку, носи го у спалну, фрља го у кревет. Жена трепери цела, се тресе цела жена, се тресе. Овакво нешто не е се десило 15 година, овој. Вика што, бидна на овој будалове, овој. Вика, џапаја, 100% е џапаја. Ама ако џапаја, па нема да рипаја после да жена, ама нема везе. Видиш што ти не знаеш, види се, ништо не знаеш. Знаеш ли бе ти што е тој стрес? Знаеш, ние немаш појама што е стрес. Стрес кад возиш авто и стопирате ова згодна женска, да стопирате ука, чуеш, лав муабет, ама она паду, не свесите, нормално возиш го у болницу. Тоа е стрес, бе, тоа.
Šta? Ne, to je stres, be. Ne, to je, be. Pregleduje go bolest, pregleduje go i vikao, trudne, svi ti čestitaju, riba, ti u nebranu, što da pravo, vi kaže, nema ljudi, ja sad vreme go znam, ne sam ja tatko, to je stres, to je, znaš ti, đavo, znaš, ništa znaješ, be, strese ti vikaš odmah, kažeš, daj be, ne sam ja tatko, be, daj be, sakam da napravu toj test, stres test, ne be, test za tatkovstvo, be, to ne sam ja, je doktor zima ti krv, pravi ti test, alo bre, test ti pravi doktor i vika te na stranu, vika, nesi ti tatko, nesi sekiraj, nesi ti tatko, nesi plodan, to je stres, to je stres malce sa soosnovanje, opušteno to tako je, to je, nemaš ti pojam. I posle voziš na koju doma, olaknao ti malo se, ne si tatko, ne možeš da budeš ti tatko. Voziš na koju doma i si misliš si, a doma, veo, nija 3 imam be doma. Čije su tijeve, a? Čiji su tijeve? A be, to je stres, be, to je. Ništa ti ne znaš, ništa. Си викаме ние гости во емисијата, тоа знаете. Значи, сме викале секакви спортисти, актери, музичари, ама најфино ми е кога ќе си викнам комичари. Може да одмориме малку со коки. Вечерва специјално за вас, а во друштво со нас, познатиот комичар Бојан Велевски. Куде сте, бе? Весно, бе. Ево, одма на почеток да се знае дека е у Куманово Бојан. Да. Како почињаш свак наступ у Куманово, кажи ги на луѓе да знаев одма. Ама смеам ли? Како ме не смееш слободно? Нема кој да те тепа у студио со малко. Опушти се и кажи. Значи, види, мене ми е трейдмарк у Куманово, кога искочам на сцена, прво нешто да го кажам е куде сте бе кјурани бе, дај. И после иде еден глагол, дај га. Најпознат кој е нас у Куманово. Да, си го користе. Како добар дан како Користе ви, мислам, со глаголи доста сте, дека да ти ова. Значи, најнебезобразен глагол е оноди. Мита кој го менјам? Оноди. А со оноди? Да те оноди. Ајде мора тебе, кокито нека. Чекай, стој. Моја постар не осеќа. Значи, онадуе, Онодуја. Источна Македонија го користи за, мислам, нема дејство што не може да го замени. Што го правиш? Од работа чукање до чукање. Нешто слично. Го надуев оној пат ова и да, ебе се онадуе он дека. Нешто друго интересантно, битола, знаеш како викале кога ќе се спреми нешто, ќе се стокми, ама се опнала. Добро, да. Така, што направила опнала се? Чекајте, полека луѓе. За Кој нас за опнала се може да биде... Да, опнала се, веќе е глаголица тука, веќе се глаголи упрашање. Ја бев жив сведок дека така почнуваш на настапот во Куманово и на кого што рече, познат си по тоа што во секој град имаш нешто својствено за тој град кој го применуваш. Како реагираат луѓето? Па, веќе, види се, многу е важно, прво публиката добро да те познава. Во смисла, тие луѓе што ќе дојдат у сала, да знаат што да очекуваат од тебе. Например, јас од секогаш сум бил така малце подиректен со публиката, но не сум бил во фаза во кариерата кога сум можел тоа така да го правам, бидејќи би можело погрешно да биде сватен. Да може да... Ме разбираш, затоа треба да си најдеш мерката, односно треба да си го најдеш и времето кога можеш тоа да го правиш. Мене у Куманово нема теорија некој да ми се наљути кога на 600 луѓе ги речам куде сте бе кјурани. Пошто знаат дека тоа и го чекаат, јас ако не искочам така, еве имав еден настап кога не го направив тоа пред 2 години и имав реакции. Абе зашто не го отвори овој, зашто не го фатите у први ред да му го овој, да му го со глаголот пак да работи. И знаеш, јас веќе го осеќам, например, у Охрид, например, они се малце чувствителни, знаеш, Скопје, Охрид, малце чувствително, ама јас со Охријани веќе имам развиено нека убава конекција и прошли пат веќе 2 настани за ред пред пуна сала и ми искачам, викам, вие сте клет народ.
И се смееме, разбираш? Викам, како може два пати да дојдам у рок од 4 месеци, два пати да нема бољар? Два пати немам бољар у смештај, зашто сте клет народ? Не, бе, обично има, ама Абе, бойлерот го нема. крие се, бе. Го нема бойлерот, нема ни топла вода, Значи, он како има ви- бойлер, тој голем, че таму, не го гледаме више Значи, бойлер. ја не знам, некоја клетва треба, значи најлоша клетва што може на хригенец да му каже, бе, бојарот никој да не ти го исклучи. Значи, Ќе му прериби срце. све, како да знаеш, и се они знаат, го очекуваат моментот, веќе имаме развиено, да речеме, таква комуникација, затоа текам и у Куманово и секаде, кога ќе изградиш одреден стил и кога публиката тој стил ќе го прифати и ќе го те препознава по тоа нешто. Еве, например, не знам, ја се многу ретко настапам по клубови, ама да речеме, кога ќе отидам во клуб да настапам, првите маси се празни. Оти знаат. А што мисли они дека ако се на другија стари нема да ги рчкаш, нели? Да, значи првиот ред се мислам празни во смисла празни се до последен момент. И се имаш ти луѓе што доаѓаат у последен момент, нели? Има ли место и се ако има и газата ги праќа на првите маси. И обично тие што доаѓаат последни не биле кај мене настап, обично се така рандом. Знаеш? И они немаат појма што ги чека, знаеш? Тие што веќе биле знаат дека треба од трети ред натака. Да се у Куманово, првите два реда не седнуваат бе човек. У салата, првите два реда празни се стално. За важни гости оставени. А не се, стварно не се сезам. Са и ти која исто прошли пат. Првите два реда 50 седишта празни ми се стално у Куманово. Не ги купуваат бе брат. Добро, има ташакли луѓе у Куманово, знам многу, а верувам и во другите градови. Има и такви кои се обидуваат да ти парираат. Сега зборувам за Да. клубски настани на турнеи кога си во сала, како што беше последниот пат во Куманово, потешко е да реагира публиката, нели? Се чувствува сепак. Да, има една мала, види, вака, луѓето порано да речеме имаше повеќе такви, да ги кажам, испади од публика. Меѓутоа културата веќе не е на друго ниво. Веќе стендап културата се качува многу брзо нагоре. Ние како сцена сме сега во некој ренесансен период, да речеме, во еден прогресивен период кога и публиката и комичарите растат многу брзо заедно, културата расте забрзано и се поретко има такви, да ги речам, у принцип тие до дофрлување најчесто се тематски, ретко има некој кој што веќе и нема такви кои што ќе треса некоја глупост за инет или да ти, знаеш, да проба да, Да, ти ја уништи. прашам, не да ти го ја растори забавата, туку да ти парира во За тоа шењите. да, и јас практично сум изведувач кој што сум како джезер 70-30 у која смисла, јас знам што ќе зборам, ама никад не знам како ќе испадне и секогаш иницирам комуникација со публика и никогаш не успевам до крај да го кажам тоа што сум го спремил, бидејќи 30% ми е Да. комуникација со Комуникација. публика. Сега веќе гледам да се реорганизирам, да таа комуникација ја инкорпорирам во настапот за да не биде организирана во смисла да не ја претерам се ја да забегам негде и да има повеќе можност да си го кажеш тоа што си го напишал, бидејќи сепак на крајот од денот луѓето доаѓаат да го чујат тоа што си го напишал. Апсолутно. Тоа што сакаш да го пренесеш како порака. Така да има и она што е интересно, една работа треба да ни биде на сите јасна. Моќта е кај тој што го има микрофонот. Ако ти можеш да сакаш да дофрлиш, ќе те чујат 3 реда. Така. Ама позади тој нема да чуе, напред тој нема да чуе. Јас што ќе кажам, комичарот што ќе каже, ќе го чујат сите 500-600 луѓе. Ами, Значи, посилен ти си тоа- со микрофон. И сепак вниманието е кон тебе. Да, сепак така ти да си немаме звездата. немаме такви се поретки се тие некои што се надвор од контекст, а во контекст има се повеќе и се повеќе се опуштени. Тоа претпоставувам и го тоа е доживуваш како супер. нешто добро. Да, супер е, многу е битен тој фидбек. Не знам да речеме, преска ти спомнав, у неврзан разговор, ја у Штип отварам, прво што отварам е со публика. Прв ред. Оти Штип тоа го сака, например. Тоа е добра оскочна даска Тоа за е сето одначи, она што ќе се Штип, случи. например, сака да почнеш со сеир, сакаат маце сеир да гледаат. Битола, например, исто, тие што се најкритични точки со скопјаниве, значи охриѓани и битолчани, јас сум тука хардкор. Значи, знаеш, одма е на ивица идам, мене ми е поинтересно, на нив им е супер интересно, ти се знаеш, нели, скопјани, битолчани, скопјани, охриѓани, некако тој триаголник бермудски, сите се мрзиме меѓу себе некако, како градови, како Знаеш дека ривали. е опасно на ивица, може после да дојде Марица. Марица, да. Ама за да стигнеме до Марица нема да сум сам сигурно, ти ќе дојде уште некој со мене 100% унатре. Така да ќе биде забавно им натаму. Да. Имаш некои доушници, некои подкажувачи од градовите кои ти кажуваат за некои актуелности? Да, има. Но види, мора да се заинтересираш. Сега јас веќе работите и горе-долу
им ги знам. Пример, знам дека у Битола интересна тема им е базенот. Интересна нема, им го ветуваат 75 години. Од Гоце Делчев наму го ветуваат базенот у Битола. Има Тоа најмногу ги боли. Да, има, да. Во Охрид да речем има греел ли го воду таму Битола, затоа не го отвара и базен. Абе тоа Охријани го прават за овие да идат да се бањат у Охрид заради туризам е тоа, значи. Намерно ги да, хочат. намерно. И сега знаеш има тука интересни работи, сега јас веќе ги знам добар дел од стварите што им се она као клише теми. Еве сега не знам последно у Битола има 18 кружни текови направено за 5 години. Значи ќор семафор нема, све е на кружни текови. И ние поставме. Ама 3 имаме. Ама добро, вие чекај Слаби сега. сме. Кај вас се прави кружен тек на избори. Значи, кога ќе дојде избор е... Ако има почест овие морени. Сами се многу фати. заедно. Максо иде за председник, оп, 2 парка се копа. Сега одма локални, оп, сега уште 2-3 парка, уште 2-3 оваквото. Морени мора бараме, морени. На Абе, протески има морени. Стадион за Куманово, тие днес не лажа 30 години стадион дека ги направи, тоа да знаеш за Куманово. Застани, стој сега, не сум упатен. Нели има еден стадион, тој Башкимика што игра? Тој ли е тој? Имаме ние 2-3, ама не функционираат мали. Не, чекај, тој на Башкими Да, што е, тоа е единствено голем. среден малку. 3-4 или колку собира? Да. Една трибина е така? Да, ама Има ние и го бараме градски градскиот стадион, стадион. што не е у функција. Градскиот го Стариот знам, оној тој кој играл Куманово у Втора лига, Да, сум да, бил да. јас на тој стадион. Си гледал ли кога би играл Куманово? Работнички Куманово А, сум гледал на времето. Да, да. Сум имал да речеме јас 7-8 години. Да. Кој Кој ти те води води на на утакмици утакмици у у Куманово на стадион? А? Водивалите на утакмици Да, у бе, Куманово татко на ми стадион? ние сме фамилија што веќе 80 години најава за работнички трето-четврто колено од основање на клуб. А, така Енглеска и- традиција имаме ние. дома. На таа. Кажи на кој значи. кога ги спомна битолчани и прилепчани, те слушав кај Лазаров, пошто ги познаваш? Колки мислам дека не знае. Пошто се потсетиме едно што сум кажал. Како бројат? Да изброи до 6. А, до 4. До 4? Не? Оф, мори мајко. 1, 2, 3. Значи- И како вика? Значи битолчанец и прилепчанец и охријанец. И охријанец. Да, тоа е бермудскиот. Да. Значи, може да те лаже, да научи скопски, кумановски, да ти каже јас сум од центар, од Ваму, од Скопје, од Београд, може да ти каже 300 работи. Ама како ќе го фатиш дека е прилепчанец, битолчанец или охријанец, кој ќе му речеш за број до 4. До 5. И ти кажа 1, 2, 3, И се сконцентрира. 4. 4. Ама на 4 ако помине, на 4 ако помине му кажеш ај 14. Тука не мога. На 14 ако помине 44 не му бега Значи брат. не може да го пројде Значи четворката не може. Не, ја отвара на А, ја отвара. Да. Рече Не, дека публиката реагира добро на шегите на собствена сметка или на сметка на градот, онаму кај што живее. Кажи ми, дали за да бидеш комичар треба да расчистиш прво со тоа дека треба да правиш шеги на своја сметка? Дали практикуваш и тоа? Да, види. Да се смееш на своја сметка? Зависно што е темата, да речеме кога кога напаѓаш одредена тема што е чувствителна, мораш прво да отвориш со некоја шега на своја сметка на темата. Тоа е прво правило. Важи ли тоа за да нема лутење од другата Да, страна? да нема љутиш. Да, нема. Да, нема људ. Тоа е прво правило каде што ако отвараш сензитивна тема, јас сакам да отварам посензитивни теми што се маце поинтересни, по наивица или Марица, како рековме презиска. Значи сакам такви работи, но тука мора да отвориш прво на своја сметка. Без ако треба да ги излезаш нешто жениве, ја прво идам на своја сметка кај жена ми. Аха. Значи идам кај жена ми прво, тука отварам простор како јас страдам, моите страдања со жената и така натаму, после се префрлаш кај нив. Така контат дека окей, Значи да, така е окей, да. Ако И кај отвориш нивните мажи важи тоа, дека добро се Не, шалеше. мажите апсолутно те прифаќаат, ние сме едни жртви кои што меѓу себе се поддржуваме, се како да ти Има кажам. солидарност. Вака ни се гушкаат енергиите, се гледам вака, го гледам вака, јас борам, он само вака прави. Дојди брат да се Да, изплаши. ваков е, да, еве туше 500 денара, брат. Бакшиш Така да мора да отвориш малце ти на себе, после да отвориш, не знам, ево, Бартли беше кај вас, он е така покрупен и он се зеза на тема дебелина, ама прво почиња со себе. Так. Па после отвора
прва публика иди стига до момент, не знам, стани цаци да те види сала. Ме разбираш, значи до такви габарити, ме сеќаш, значи до сите тие работи и ама прво е на себе. Да, затоа те прашав и истото го мислам дека не може да бидеш комичар, а да не можеш на своја сметка да не си подготвен да направиш шега и тука мислам дека се прави најдобрата Мене врска. ми се има десено да од публика, сега не се сеќавам на ситуацијата, што беше текстот внатре, сам конверзацијата, но си имам во ситуација ми се има десено, мислам дека беше у Штипу клуб, каде што дечкото нешто ми дофрли, ја немав што да му вратам. Ме утепа. Да? Ме утепа. Ти се случило тоа, значи па добро, Да, не ме утепа, ама, мислам ви- и цоп, ја свака час се симнав до доле, рука му дадов. Ајде аплауз за дечкото, извадив 100 евро и викам, еве ти брат ми. мојата дневница еве ти. Добро сега. Вечерва. Дневница, ама да речеме еден мал дел од хонорарот. Еве, не озбилно, ми извади 100 евро и викам, еве ти брат ми, јади што ќе пиеш, пи, јади. А викам цела маса што ќе пие. Нисам у Кофилап се деси у Штип кај Љубан, кај мојот пријател. Така да тоа е. Тоа е за пофалба, Увек може има би му ризик дошла кога ќе си инспирација. на такав наступ дека можда некој може да те поклопи. Увек има ризик. Меѓутоа, има. добро е затоа што си спреман на тему и тој нели сви сте пуни како брод. И увек имаш нешто што ќе извадиш од джеп да можеш да го лепнеш и да му го вратиш. Има 100 евро смешно, човек, ама кажа. ете, видиш. Мора да биде спреман дека Сега, бе, дека пуни има како 100 евра. брод. А го видиш што направи? Ме спушти на 100 евра. Значи еве ти го мојот хонорар. Ме спушти на 100 евра. Дневница, кажа, не хонорар. гледаш ли Дневница што? може да се заради за сат време. Тој ти е тоа од 10 до 11 док пиеш кафе кад станеш. Не за наступ не мислиш уопште. Не, готово се, отиде, ајде. Кажи виде. ми, кај ќе збори за жене и обично нели почнеш од твоја жена. Пази Има на ли саатницу, после молим. фидбек од жену твој дома? Жена ми, вака Аха. се, има една ситуација каде што жена ми вика само додека носиш пари све оке. Све окей, стварно. Што ви кажа, немој да не донесеш пари, од тез го готов си. Ајде да смееш да го прочиташ ова ако тако се жела, ти што ми кажеш пари док се донесам. Би не давам пари одека, ама те да видам колку го- имаш храброст. овој да го Прочитай прочитай. го на Кумановски ако може. Јас своју жену никад не го изневеруju. Јас само јас само успоредую. Куде сте бе? Ке ти глаголица, овој глаголот кети, глаголот кети. Јас само успоредую дали има некоја друга како њума. Има ли? Ова е добра народна мудрост, која што јас не ја практикувам. Мора да се изради така. Кажа сега. Кажи ми, рчкаш ли ги те на снашка свекава? Види таму цаатницу докуде ти е да не го претерам. Оти ти више претера со го говориш, што е ова? Не, е Рчкаш страшно. ли ги те на снашка свекава? Немам потреба. Вика свекрва, вика снашка е едина несреќа што с музику улази у куќу. Оние други сви со слози улази. Супер ми е виснашка свекара, тоа е као она со мајка ми. Да, она со тоа е мајка. кој нас. И тој у Куманово има највише Вие прскање тако, на да, тој знам, жените у Куманово, они не чути брат, они се и снашко исто Не. и свекрво исто. Исто е. повраќав Исти на ков се. постари. Да. Исти ков се Исто тие, бе, и кај тие, ќе се и тие. закараш, да. што? Уда ти га, бе. Она мене ќе ми кажува, ќе ти е глагол. Повише од поранешни времиња, ама још со сер такој. Го спомнаш Тип, го спомна и Баркли. Ај кажи ни кажа преска во неофицијален разговор кога прв пат имаш чуено за нема љутиш. Многу ми е интересно тоа. Баркли не ни го кажа. Па, смотан. А му реков кога идеш да им го кажеш, баш зборевме, вика ќе им го кажам и заборел. Многу го прашуваме, го испрашувавме. Срце е Барти, зашто се деша? Идеме у Штип, се враќаме од Струмица, после настап и идеме у Верона да јадеме една реклама за Верона. Може Пепе Маркетинг. Како бе, така. не може. Идеме у Верона да јадеме најубавата штипска пастрмалија, нели? Седнуваме таму и у Верона тие келнерите Југославија, знаеш. 57-8 бричано мириса на колонска од Тито, таа што е Пино колонска. Силвестре. Такво со елечето со све, кафе ти носи у бело филџанче со плафон мотач од озгора и Југословенски систем. Да, значи. Они немаат такви, ама он ти вади таков. Такво филџанче ти вади, он. Да го почувствуваш. И влагаме унатре, мене никој не ме ферма 2%, ја не сум у нивниот дело, вака опус круг, значи јас сум Инстаграм, Фейсбук е нешто, ама Инстаграм поише, знаеш. Другарче на Баркли. Нема, он е брат, вестите таку 4,5, 6 и седи, чека за взекбанија. И познат му е Баркли од негде, го гледа, се смешка цело време. Носи 2 пастрмали, почињеме да јадеме и му вика: "Слушај,
Вика, ако не е добра, нема љутиш. Ја појма немам што е, нема љутиш, он се смее, овој се смее, јако глуп дремам со устата пуна, викам што се дешава. И он ми вика, бе, нема љутиш, вика, од мисли дека јас сум, вика, од К15 ме направил, вчерашни ме направија, од нема љутиш, само од зазекмања, вика, никој не избори него. Ај кога веќе спомна пред малку, тука ќе направиме Може пауза. си го викнете и да ви биде вака, нема љутиш, мислам да му исполниме Не желбата на е келнерот. проблем, нели, како она. Да. Дојди брат да ни бидеш Пази малку колега. саатницу да не го претерам овој. Еве, таман, ту е. Со Нели нема ти звони љутиш. саат кад треба? Не, Звони звони. не еден сат што звони. Оде, Не, од кога од почна да слушам гласови, више нега место сад да ми звони. Слушам глас. Ај, ту е пауза, па ќе имамо и друг дел. Уше пртљан, шепртлјо, шмоклјо, смотан, трапав, невешта особа за кој се вика дека има две леви руки и која не се снаоѓа баш најубаво, ама у ниедну ситуација. Обично е тој лик кој сака да направи све најдобро, ама ради разноразни фактори никад не го направи тој на начин на кој сака или планира да го направи. У школу такъв шепртлјо е пун со знање и од njega сви деца препишуе домашно. Тестови, први решава. Ама кога ќе застане пред таблу, почне ноге да му клецав, знови му се руке и не уме уста да отвори. Прв или било кој састанак с девојку е приказка од коју филм може да се направи. За такъв догаѓај се шепртлјо спрема с дънови, вежба пред огледало, поставља си питања па сам си одговара. Не стига осмех, го косо на страну, игра со столицу и кад ќе дојде ден на искачање, дигне температуру 37 с 2 и не отиде на закажано. Уше пртля се. Стојко бре, функционише ли тешко како мене, а? Како бе не функционише, па ово е бунар, ово не е градски водовод. Бунар. Пај само да упаднеш у njega ќе јавља после дека е загадена вода од фекалија. Ставре, кидеш ли овој годину на одмор? На одмор? Ке иду како не. Па ми си иде у Шпанија. Па ти се иде у Шпанија, па ти беше ли еден пут, па ти се иде у Шпанија? Не. Менелани ми си идеш у Шпанија, па ми си иде у Шпанија на одмор. Дизлетачам, бре. Како бе ќе иду на одмор, кој ќе чува тие мои овце тамо, кој ќе нарани стоку, жено? Бог да чуј, да бре. Ти ќе идеш ли, што? Па киду, знаеш, ова е моја женичка вика пред некој ден, Злато, куде ќе идемо на одмор овој годину, викам во, добро бе, Злато, треба да мислимо на кредит. Па она одма ми враќа, па Злато може и тамо да мислимо на кредит. Ке иду. Не, толку одмоштено, ќе иду. А куде ќе идеш? Ке идемо до Грчку. Тој значи ќе идете у Доријан, како и сваку годину што идете. Не, у Дојран идесмо с прву жену. Са идемо на море. На море? Да. Кое море, бе? Па на наше море, бе, Ставри. На Јадранско море, ово што беше наше. Ја џабе збору, ти мене не ме разбираш. А с кога ќе идете? Па невестичка, ја и njен директор. Значи муж, жена и директор. Па добро, тој не е лошо, обичајано. Знаеш ли ти што е разлика меѓу мужа и директора, бат Стојко? Не ја знам. Разлика е тој што директор увек знае кој му е заменик, тој. Ај, не тропај глупости, Ставре. Него што ке ти го тај здравствена книжка под мишко. Книжка под мишка, здравствена, ако е, зашто ќе ми го, на доктора ќе го менјам матично. Зашто да го менјаш? Па затоа што беше и вчера на некој тај систематски ли се вика преглед. И едно улазање бре на одма ми вика соблачај се. И? И ја викам, чек бре, како одма доктор ке, нели се поцелибамо малку одма ли да се облачам и она, како нешто се налјутили, не знам, не го разбрав, убаво, таму бркнал тој. Кој тие картони, извади картон, фрли ми ме на со друго бре ке се најду што.
И такој не умеше да ми погоди од што ми. На тебе оно да душе доктор тешко диагнозу може да ти погоди. Само психолог. Стендап комичар пред се, велиш не си познат на некои луѓе кои следат повеќе телевизија, поретко се појавуваш на телевизија. 55 нагоре. Со ние сме послаби со публика. Па ти не си ни конкуренција, ние сме над 55. Со Баркли Овие заедно. сега што ме гледат, поима немат кој сум ја. Требаше Овој смешен треба да биде, не? Твојата биографија да наредам се. За тие над 55 години што се наша верна публика поради коки најмногу? Види, ке ме знае, ама немам народни приказки снимано. Не, одамна. А си снимал. Тоа сакав да те прашам да прозборуваме малку за тоа што се имаш работено. Ти си од оние децата од наше мало на времето многу популарна серија. Еве, ако Да, ти имаат заборавено тоа време, сигурно те гледале тогаш. А он има ли снимано, Не си си ја снимал туку- овие филмови за возрастни, пошто има снимано за големи и мали. Па нели слуша големи и дека мали, возрастни тој не не за га гледа. возрастни, не? Тој ти снимаш за возрастни, тебе те Добро, знае да, возрастни. прашаш. Ако се снимал за деца, значи не значи дека се снимал, али видиш што не ти е. Големи и мали, значи големи су возрастни, така. Така, За така. возрастни, не, повише за мали ја снимај. Не повише за мали снимај. Према пропорции идев тој. Да, И во македонски народни приказни. И некои народни приказни сега, тоа се исто македонски, верувам, но со друг Види, имам наслов. снимено две приказки такви, тие македонски народни, како се викаат. И сум ги снимил чисто како студент, мислам, нека од Кејф. Од Кејф у смисла пораснавме нели сите со такви со тие од времето. Така, ба, добро, тој онака заштитен знак на Да, македонските да. телевизии, да кажеме. Јас сум сакал да снимам приказки, меѓутоа кога видов како тоа се работи, на кој начин не сум се пронашол и не ми било тоа нешто као сега ја ќе снимам 5 сезони. Не се пронајдов, ми беше окей, две чисто сакав како искуство, снимав со Гоце Тодоровски, да речеме, беше кејф. Така. Беше желба еднаш да се појавам во тие приказки, да остане тоа. На завидна биографија имаш наснимени Филмови содржини. серии, Филмови телевизиски проекти, да, театар ми фали малце, меѓутоа тоа е по собствен избор, да речам. Првите контакти со популарност, да кажам, така се изразам без Па наше врска. мало беше тоа. Од наше мало ги имаш преболедувано тие Детските болести, болести, да. во тоа време ти помогна тоа после да се снајдеш во овие контакти со публика, да стоиш цврсто на земја? Види, кога на 9-10 години, 11, што разбираш ти на 11 години, мислам, знаеш. Тоа од една страна е добро, од друга страна многу брзо те, ајде да кажам, те пораснува, немавме ние класично детство. Ја 3 месеци, 5 години заред немав детство класично. Претпоставувам голема беше Можда таа и- популарност, така? Можда и 5 месеци. Те препознаваа тоа време кога Баркли знаеш го препознава. Може да се спореди тоа. Види, сега ќе ти кажам, не можеше да влезеш таму каде што има деца. Кај возрастните окей, мада и кај возрастните знаеше да се деси некој пат. Ова ли е Па тоа? гледаа дете, и тоа? возрастните, Не, мислам, покрај сите деца. гледавме. Да. И јас гледав, мислам, сите гледа без разлика што меѓутоа на пример да се појавиш у некоја средно школо, основно школо, знаело да биде, како ти кажам, опасно у смисла да те нагрнат 500-600 деца, зборувам за сериозно опасно. Телевизијата беше едини медиум со радиото тогаш. И вестникот. Ама и немаше толку ТВ канали, ако некого Да. видиш на телевизија тоа време, И навистина Ние одевме, виден рачунај, беше човек. 5 години ударен термин на најгледана телевизија А1 у тоа време, и МТВ исто беше многу гледано у тоа Беше. време. Па немаше други телевизија, тие две. Имаше, беа, и тоа. имаше. Имаше, ама ама не беа како сега. две-три, Сега две-три. немаше кабелски телевизија. Таму се тоа гледаше час, телевизија, 150. знаеш, ако памтице, не знам, колешката позади камера, не знам кое годиште е, она не памти, она нема седено, она нези се нема десено у сабота или недела Да седи во да термин. седи у 5 попладне со мајка и со татко и со братот да гледаат заедно филм. Така. Дали ти си има деца на тоа? Ронат Паланка немале интернет, тоа што на телевизија нема. Ама сакам да речам, До пред 5 години, да, добро, да. У Ранковци уште нема. Се шал. Ама сам речем, она го нема доживеа на тој момент младе, не знае како сите дома да седиме и да гледаме филм. Сега Па велики ќе го си начекаш на вратаме средина назад, ќе филмот, видам. па што се дешаваше, ти тегне па ќе задремеш, па ти е криво, не си го догледал. Реприза ќе чекаш. У тоа време кога се појавиш на телевизија е сосема друго, бидејќи од 7 до 77 нема кој не те знае.
Така да речеме, ние сме јас лично сум ги избегнувал основните школи, средните, Макдоналдс у тоа време. И тогаш немаше Значи ти селфи. на факултетот иде, мислим, не си иши в основна школа, пошто не си моја деца тамо да учиш. Па основна Нема школа на едва факултет завршив, одма, искрено да ти так. кажам. 5 години, прачуни ти од 5 до 8, едва и истеравме. Јас средно основна од 20 школа. завршив. Кој што правеше нон-стоп велев дека бев на пробија, ја тогаш пубертет, брат со женски натам, Нема везе све, тоа со вика, пробија. проба. Ти може да си бил на дегустации. Па стварно пробав. Морав да Малце од пробам. овде од ова да пробаш, малце од ова да пробаш. И секогаш на проби. Тогаш немаше селфи, гледаја женските, автограми бара. Да, правевме рачуне сега само што заврши наше мало со емитување, јас сум прва година средно веќе. Од пето деление до средно прва година. Втора година средно ние правиме турнеја низ Македонија, ја, Бени и ромката, мислам дека се викаше, таа беше Ремзија, мислам дека беше сега. Ние тројца правиме театарска представа и одиме низ Македонија и им правиме наше мало. Меѓу другите и у Паланка Интересен проект, да. сме биле кај колешката. Значи у сите градови бевме и можам да ти кажам година денот како е завршено наше мало 2 тука од прилика ќе му дојде, ние не сме можеле да си одиме после представа со саати, значи тоа било немаше сликање тогаш, немаше еден ќе земе апарато, ние што беше со филмот 30 овако. Да. Така да таков тип на популарност мислам дека сега многу потешко можеш и да добиеш бидејќи се е достапно, има многу јавни личности Да. и популарноста не се доживува како на времето кога ќе видиш некој од телевизија, па сега си на телефон, на Facebook. Ма и секој еден може да биде популарен, си прави содржини на интернет. Сега и... може да си, според мене, сега доаѓа времето кога треба со квалитет да се избориш за позитивна популарност. Немаме и негативна популарност, таа е се почеста сега. Овие некои глупи песни, некои испади, она на TikTok што го прават со некои предизвици да бидат по секоја цена видени. Таа е- Интересни, Да, таа е негативна популарност. Си работел и како слободен стрелец од некое време веќе организирано преку продукцијска куќа, што е тоа? Ти ги организираат турнеите, Да. настапите и сето Со тоа екипа, со наистина све. наликува многу професионално. Многу ми е драго кога ја чујам Бојан Веревски ја започна својата турнеја. Тоа веќе ми наликува на сериозни нешта, не е она клубски настап. Ќе те викна 2-3 дена пред тоа во некој кафиќ Не да ги настапиш. подценуваме тие настани, меѓутоа Не, добро и тоа си е окей. Супер, Меѓутоа ова е чекор ова е напред, веќе мислам. искачање од комфорт зона. Мене ми е, како ти кажам, до тука ми се тие клубските настапи, бидејќи направив 180 за 3 години. 2017, 18, 19 тоа е година, многу. 182 настапи по клубови, луѓе. Јас стварно затоа и бегам. Веќе од музичари. Не, тоа се 50 настапи у просек годишно. Тоа не е малку. Па На не секој е- пети ден. Па така ќе му дојде, си као еднаш неделно ќе му дојде од прилика, у просек, ама не е тоа нешто кое што сакам да го работам пак. Мислам, така активно, така многу. Сепак и пази, таа сцена клубската треба да ја оставиме на новата генерација. Ние конечно имаме нова генерација комичари и јас сум прилично сензитивен по тоа прашање, не сакам нечи туки простор да земам. Ако имаме клубска сцена, супер, дајте им на новиве деца нека работат, нема потреба јас сега ќе отидам сега, ја ќе правам клубска сцена, ќе направам 50 настапи низ Македонија. Ќе задушиш, ќе заземеш место на некој друг, нема потреба. Еве ќе се дојам у сала еднаш годишно, у Куманово, доста ми е мене тоа, нема потреба. Ме радува тоа што Тирани. оди Кудесне, Тирани. Тирани. Ма супер е тоа. Тоа е според мене на некој начин и професионализација на стендап сцената на некој начин. И Па јас ја викам тоа, ме караат у продукција многу, сум го кажувал тоа на друг. Ја викам дека треба полека, но сигурно да се префрлиме во индустриализација на стендапот и тоа мора некој да го почне од негде. Тоа е долг и мачен процес, но мислам дека полека, но сигурно и другите го гледаат моментот дека може да се прават големи работи, дека може да се прават големи турнеи. Сега не е така едноставно, ако сакаш да правиш турнеја, тоа е исто како да возиш BMW джип, троши лапа. треба да се одржува. Треба да се Не одржува. да може некој дел фар. Маце ќе сидиш на педалата, поише лапа 7-8 фрла. стотки позади. Значи сакам да кажам, ако сакаш да возиш джип, има многу работи кои што треба да ги одржуваш. Еден штоп да ти се скрши 300-400 евра. Ама на тој начин Пример. па си на врвот и си на некој следно ниво. Така Па брат. сакам да го гледам тоа така и сакав со таа турнеја да ги охрабрам колегите да и они трнат на некое следно ниво, барем тие што постоиме 10 на 12 години. Еве сега Маријан Георгиевски ќе прави турнеја во септември.
тука сум заедно со него да му помогнам околу целиот тој процес и сум отворен за секој кој што му треба искуство и знаење на темата турнеја у Македонија, тука сум на секој да му го дадам, што викаат енглезите, моето ноу-хау. Како се прави, кој сака, телефонот, инстаграмот го има, нека се јави, ќе пиеме кафе. Браво и што се подржувате. Бидејќи имаш Тоа 17-ката до куде ти е тај? Своје минато уште малку ќе да видиме некоја фотографија да ги подсетиме гледачите. Фатиш ли ga тамо Боки кој гледа сад, фатиш ga? Види колку се јам тука. Ова ли од наше мало? Да. Ова е. Тука сум беше средно, види, сум бил и убав ја на времето. Да се види дека си на телевизор, да не види работа дека не. Да. Добар доказ. Ај следно. Здраво маче. Чисто да се подсетат Како бе вака ова се од кај го изоди ова не знам. Ова на избори кампања. Ова е таа На сцената. митинг сме тука, да. Кај што ги убедуваш да гласаат за тебе. Да, на митинг сме, да. Ова е па добро ти наликува на стендапот го имаш, нели? Како беше све сам Све ли ја да мислам? све ли ја да мислам. Све ова е- сам да направам, така ме подсетува. На митинг е Како ова. и сите политичари пред малку ми кажа се споредуваш со тенисери, ја повеше политичарите би ги споредил, они удираат рекет као тенисерите имаат рекет. Тука ги убедуваме дека ќе им направиме пасиште, да има каде пасат. Да. Ќе го оградиме. Ќе пасете, не се секирајте, ќе има Само и за волна вас. да има. Бе, ајде друга, треќа. Еј, со Ова тоа. не знам, сега ти значи ли ова бидејќи ја би рекол дека се они пионери на Ова некој знаеш што се начин. дешава тука. Јас закажуваме настап, у таа кафана не постои сега Ориент Експрес у Дебар мало, сега е чардак таму. И позади има направено како едно така како кабаре направено многу убаво. И закажуваме настап и од нигде никаде К15 дојат кај мене на настап. Многи ми се исеко. Да. Тоа ме интересираше, затоа ја стави Абе, сликата. многи ми се исеко. Бе, бе, нормални ли сте, бе? викам, Легенди што, се бе, стварно, легенди, на тоа викам, време дојде, беа многу гледани. И нема везе, имав тука една пијана маса, заседнати од 4 саат. И не можев да истерам настап, мене незгодно се овие пијани, тука овие дошле, знаеш, на настап сега, како? Сакаш да биде како треба. И доаѓам кај Васко после тоа и му викам, баце, како? Јас со солзи во очи. И Васко ми вика, батка, ич Да не ти. да не ти чуе. Така е. Браво. Пуре си го филмот, кој ги Браво. да, Така и да и ти кажам претпоставам. право, така некако ми даде некоја поттик, некоја енергија, кураж, така да на Васко за овој момент. Јас го за него е тоа една секунда за мене е стварно момент што ќе го памтам. И последната ме интересира се ова промена на Со имидж. Перо Античева, да. Чекај, стварно се шишаш или е... Не бе фейсап гледаш доле. Да, што гледам Перо малку Антич, како удувце, тоа ти фали, ама. ова е Перо Антич за кој играше таму у Атланта, кај играше таму. У тоа време, да. Тоа е. Поради тоа е направено. Евентуално Гора Светковски. Евентуално. Ова е како фасон кој те направи. Тука знаеш колку кили имаме, брат? Колку? Околу 90. Па се гледа. Буцко си ми. Рече дека импровизираш пред крај на тие 7-18 минути. Импровизираш на настапите. Добро, ама сега чекай телевизија, маце Не, не зезнат. се. Как Ајде ќе те малку тера да да пробаме читаш нешто. Па не, на Кумановски интересно ми беше пред. Дај да го видам. Ова е нешто као виц, Ама нешто еве овам пуштамо те остави, брзински. размисли га, не мора да. Еве, ај кога ќе брзо правиме што. нешто му Да, обетиве, чисто не важно, ми прочитай, ќе па правиме ако можеш да ни го раскажеш како би ги изглумија тој. Прочитај га Боки тој. Кажи ми го, раскажи ми го на Кумановски или прочитај го, чисто како би го Абе, ти брат, кажа. види, ја, доволно е да го, види, ти се чекай, ти сега сакаш мозоков на 3 дела да го активирам. Ајде. 100%. Можеш ти, импровизираш уживо. Кумановски да уклучу, да го уклучу на Кумановски, И бойлер да додадеш. уклучи да го уклучу, да го прочитам тачно и да го изглумам. Така. Ето го, Три каде у е едно. уклучен бойлер, дај сега луксуската Абе, да ќе ми биде. спуштиш сценото, бе, ќе ти спопромашо ти си све. Цар, ај. Знам дека беше супер на нас. ти како роман си Куманово да ги читаме, гледате, погледни видете како дека голем. можеш. Гледай се да ти кажеш. Ама После тој, овој. Чекай, брашно ли е тоа? Концентрирај се. Брашно ли е? Не. Не, тој јазак. Не, осминка буреки. Прашно да ти да се мучиш да месиш. Ама нешто најакото. Многу брзо го прочитав, неа фати фора тоа, многу јако. Што е муабет? Ти брзо месиш. Не ли? А кажи га типом да видимо дали они ќе го Не, свати. не, чекай. На Кумановски дека ти стои нега Може свати. да ми- Ајде му коки ќе го свати. Кажи му на коки. Ајде мачка гушче. Улаза маж дома, фаќа го жену за руку, носи го у спалну, фрља го у кревет. Жена трепери цела, се тресе цела жена, се тресе. Овакво нешто не е се десило 15 години, овој. Вика што, бидна на овој будало, овој. Ука се, џапаја, 100% е џапаја.
Ама ако джапаја, па нема да рипаја после живот, ама нема везе. Муж рипа врз нјума, покривам се с покривачко с чаршаф и ву вика. И ву вика. И ву вика. Глеј жено, какъв сад сам купија, свети унутро у тъмнину. Глеј, жено, какъв сад съм купил. Свети унутра. А он му пакал на сонцето, Да, бе. Ала, Тогава се сетна, знаеш што слушай, се... а оваа вика, еј вратија се од Афганистан, сак ќе ме расце. Ете како ја пребаци одма на Кувановски. Ти благодарам за ова, Бојан, ги заслужи подарок, Чекай, иако за ти ги да добиеш и без тоа да бидам искрен. Видам сега што има. Побили ова екстра мейн, наши пријатели имаш едно, совместното. Ручка што ја те направиме па 90 кг. Чекай, мора 90. дали има посебна салама на жена медијата? Пошто она е посебна? Посебна, леј, стварно бе добар поклон бе. жена. Леле, идеја си ми дај, отидеш дома пијан, купиш саламу посебно за жена. Жена, јас- Бреба си ми дај идеја. Јас тебе те гледам како посебна. 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 Посебна од овој салам. И па се дали има специјална, знам. Има тос. Тоа е за тос. Има и сланина, има бе све што треба. Има стиснат. Ако има стисната, дај. На жената ги овој за тебе, ти си многу стиснат. Само да нема проширена, тук е веќе проблем. Ти си стисната, не ме пушташ чаши. Стиснала си, повели бучен козјак. Бучен козјак, добро. И ова, сега дали за тебе, дали за сопругата, се едно, ова, мислам дека најмногу тебе ќе ти личи за чистење по Добро, дом. ова е Арис Деграс, тоа се моите нормално. Види, кога ќе земеш жена од Ѓорче Петров, тоа ти исто како Татаринова за се земал жена. Знаеш, од Татариноваc се греат на дрва, знаеш како и он жената. Знаеш ли ти куде е Татаринов? Абе како не знам, на границу. У Алгуњ. На границу има една куќа што е пола у Србија, пола у Македонија. Не знам дали ја знаете. Па ти си много прошетувал Имам дете чуено. биеве. Има ваке, они Да, тако е. кога ќе дојдат инкасатори од Србија, кога не у Македонија плаќаме ние. Кога ќе дојдат овие Видиш ли дека прошетаа Абе, цел свет? Татаринов чим га знаеш го тоа? дневната му е у Македонија, спадната му е у Србија со лична карта улазу спадна. Ау, али ти опасно, жена може да му каже контрола, пасошка, молим Да, те. улава се, Чекај на ред на царина. пасошко одење има дома. Има такова кој е ваучер, ресторан Етнос Латинчевски, 2000 денари, Бојан Велевски. Охо, со 2 линара, 2 топли даски ќе едам. Малка ли? Једи пукни ќути. Е, слушай, па ти инфлација ќе мора да ги појаснеме малку. Да, па тоа имено. Не сме рачунале с инфлација сега дали. Значи, Ама добро, пошто вика со Владо дека нема нели инфлација. Ја ми дека би Се постарал. скалкулирам инфлација овој. Бојан, ти благодарам што беше наш гостин. Што ти кажам, на тоа што си посветен да имаш уште поголем успех, таа индустриализација на стендапот да ја направиш. Види, не можам сам да ја направам, мора да ми се приклучат колегите, ама ќе Ако ја имаш процесот тоа. почнато и Да. многу ми е драго поради тоа, а би сакал да се вратиш и на платното. Зошто не те видиме некогаш и на телевизија со Па некоја таму емисија? исто се поделени по кланови, тоа. Еден режисер работи со 5 глумци, еден продуцент работи со еден режисер. А еден филм се тоа е снима на све 7 врзано. години. И кој Тоа попрво? е исто и знаеш кога ќе напуниш доволно години, сваќаш дека се бориш со ветерници и си го правиш својот филм. Јас сум среќен со стендапот, имаш публика, публиката сакаш ти со публиката, имате взаемна една енергија, хемија. Додека имам публиката, јас сум рад. Супер. Ти посакувам огромни успеси во тоа што работиш. Посакувам Што и ја да. исто успех со емисијава, па види. Ама други послушаш за нема Еј. љути, што те гајле? Внимавај колку ќе кажеш да траеме у години, е човек. Ја викам уште 3 да До изгорам. пензија, ајде. Среќни сме. Фала ти уште еднаш. Фала, другари. Е, во најавата веќе констатиравме нели дека од сега нашите жени ќе се барани, па според тоа повеќе и нема зошто да одат никаде, на пример, ниту во странство, нели? Зошто сега би одела во странство, а? Што да се мажи за некој богат? Може би за шејк, на пример. Ма, ајде те молам, не доаѓа во предвид. Па таа, бре, цел живот чека некаде на ред, во болница, во општина, во полиција, на каса, во продавница. Чека и сега треба да чека ред и за таа работа, да спие со мажот. Ма, ајде бе, молам. Е, Арно, ама вие ке мора малку да попричекате за оваа работа што имате со нас, нели? Барем до следниот викенд, кога повторно се враќаме заедно со Минерална
минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, вкусните специјалитети од Екстрамейн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До тогаш, здрави и живи и секогаш расположени. Чао! Наши пријатели се, оние познати и прочуени млечни Летото ни... Шта? Летото, боже, оперу ќе бој. Прв или би било кој и ама ga завлече, лошо, ај. И што бе, треќа среќа, што? Паѓаат пред фактут ничкум, никој ништо не им може.